Една од највозбудливите теми, би рекол, на денешницата, вештачката интелигенција, наука за деца, професор доктор Никола Стиков и Михаел Тамбурковски ви представуваат од денес и викендов. Може ли ние сега, Михаел, добро утро, да им представиме на гледачите една од можеби најатрактивните содржини последниот период. Се дружевте, како рековме, доктор Никола? На неколку места. Неколку места, значи Тетово, Куманово, Гевгелија и Кавадарци. И како реагира на Ави момчињата и девојчињата? Беа изнадени? Им се допадна многу, не? Да. Интересно ти е како го управуваш Ави? Тешко, комплицирано е? Ајде да видиме. Да го видиме Ави. Здраво, ајде. Значи можеш здраво. Сега, значи ова е поздравот, ајде да видиме. Ова е здраво поклонување, добро, се истегнува, таман утро. Еве го. Здраво на сите. Предпоставам дека има доста перформанси кои што... Значи вака, Ави користи вештачка интелигенција за многу работи. Меѓу другото... Како сојузник. Дај ми да јадам. Ти благодарам. Внимава и да не се удри, значи да не ви направиме хаос тука, меѓутоа Ави ја скенира целата средина, има нешто што се вика лајдар, тоа е напред, главата, и на тој начин внимава да биде секогаш далеку од луѓето и од намештајот. Гледате како не може да се удри затоа што застана тука. Интересно е возбудата што милиш некои сакаат други да го погалат, некои имаат интеракција со него. Тој инстинкт е многу чуден, мислам сите знаеме дека не ужива во галење, нели? Меѓутоа ние кога ќе видиме вакво робот куче, веднаш сакаме да го допреме и да го погалиме. Неверојатна иновација, мислам сериозно, пред се ќе заблагодарам за тој каравански и живот што му давате. Ајде уште некој перформанс даваме. Ајде слободно, Никола, асистирајте без грижи. Ние кога имаме музика. Требаше да дојдеме со музика во студио. Let me take you dancing. Неверојатна иновација, мислам сериозно. Караванскиот момент, слободно, Михаел, ти управувај си го додека си говориме, беше некако да им овозможите прво и една светлина што се вели на денот на многумина и знам дека заедно со Александар Динев, тоа што го споминат менли зад камери, донесовте возбуда кај многумина. За нас овој караван беше исто едно ново искуство, затоа што едно е кога си во контролиран простор со 20 на деца, а друго е кога околу Александар ќе се соберат 100-150 деца. И одеднаш се чувствувавме како да сме, не знам, Битлси, Тейлор Свифт, по нас трчаат децата. И многу е убаво што еден, нели, таков позитивен лик како Александар ни стана заштитно лице на тој караван. Александар Манија, така велиме за него. Неверојатно е тоа што тој може да го постигне и како знае да се зближи и да се поврзе со децата. И некој мора да упатам поздрав и од моите родители, бидејќи секој пат кога доаѓаш во Телма, твоето ингениозно представување и достоинственоста на кој начин ни сакаш да го представиш, да ја поврзеш со темата, нели, науката за децата и таа катарза е вистина за поздрав. И кога им споменав вчера случајно, на момент само река доктор Никола, доктор Никола Стиков, знаа дека ќе биде убаво излегување, така што верувам дека ќе ги поканиме сите на оваа нова конференција. Поздрав до родителите, нека дојдат на отварањето на конференцијата. На конференцијата вечерва се случува. Вечер во 6:30. Јас би сакала да те прашам, доктор Никола, како личност, сме говореле со тебе и колегата Горан, која работи и живее помеѓу тој академски свет, би рекол и практична примена. Како ја гледате можеби одговорноста и науката апропо сега вештачка интелигенција кон општеството и каде можеби треба да направиме на граница помеѓу можност, одговорност и кога би воведувале нови технологии и така натаму? Точно, значи тоа е тенка линија, нели? Ние сакаме да бидеме возбудени од технологијата, ама не сакаме технологијата да не плаши. Сега некој пат ја чувствуваме како мала закана, мора да признам. И тоа е реално нешто што треба да го размислуваме. Од друга страна, нема бегање од технологијата. Мислам дека не можеме да закопаме глава во песок и да кажеме ништо од ова околу нас не се случува. Технологијата од секогаш била партнер на човекот и мислам дека и со развојот на вештачката интелигенција мораме да најдеме начин како ќе соработуваме и како таа нема да биде закана, туку партнер и во училницата, и во уметноста, и во секојдневниот живот. Имено. И сега од вашето искуство, што најчесто можеби некој пат ја гасне љубопитноста кај младите и што може да направиме како општество да ја зачуваме истата? Говорам и како тема наука. Така.
Ова е нешто што жена ми Драгана, што е директорка на фондацијата, многу го кажува, а тоа е дека децата не се охрабрени да поставуваат прашања, не се охрабрени самите да бидат критички настроени кон тоа што го учат. И тоа што ние се обидуваме да го направиме со наука за деца е да ги охрабриме децата да размислуваат надвор од тоа што го пишува во учебникот. Да постават прашања. Ако нешто не им е јасно, да кажат. Да ја допрат науката, да ја почувствуваат науката, затоа што се тоа што го читаме во книги не е исто како кога ќе го искусиме самите. Именно како една синестезија, можеби, нели? Баш така, значи потребно е да имаме комбинација од теорија, која што секогаш е корисна, и морам да кажам дека нашите училишта даваат солидна теоретска подлога, меѓутоа за жал потребен е и тој практичен момент кој што го немаме доволно, делумно заради ресурси, делумно заради застареност на образованието. Именно, и многу ми е драго што ви сте на една од можеби најклучните убави теми кои што импонира да се дознава и кај возрастната категорија, еве како генерација и на Михаел, и ја воведувате во оваа нова конференција за деца која што ја имаме на 70 и 80. Тоа е желбата. Не знам, Михаел, како реагираат твоите другари кога ќе го видат тави? Им се допаѓа? Ја кога им реков, они која сака, другар ми Илин многу сака да го види. Поздрав да Илин. Илин ќе дојде на конференцијата? Да. Да, едва Така чека рече. сигурно. Бом рече ќе дојде сега, ќе видиме дали ќе дојде, ама они баат ливчиња за да дојдат сите по мене. Сколку Делевме летоци, каде бевме? Бевме во чаршија, шетавме, така? Да, Со Ави? и уште едно дете Кали, што И си. Кали, одлично. Прекрасно. Значи вечерва таму ќе бидеме сите. Ова е една герила акција. Герила, ми го зеде зборот, баш герила акција. Како можеби ако те прашам кои етички дилеми можеби некој пат ајде неблагодарно ве загрозуваат или најмногу предизвикуваат, можеби, нели? Кога се работи со деца и вештачка интелигенција. Оп, еве го Ави повторно. Во училиштата. Како да им го пренесеме можеби на учениците сваќањето дека вистина технологијата може да биде мокен алат, но сепак да има некои ограничувања кои Точно треба така, да ги значи почитуваме. треба така, треба да знаеме да не претераме, нели, со се. Мислам дека постои еден реален страв кај сите и кај мене како професор, наставник, сега јас работам со студенти, дека вештачката интелигенција ќе ни го земе тоа што е човечко. И мислам дека тој страв од една страна е оправдан, ама од друга страна, пред некоја недела се возев со пилот. Значи тој седеше до мене и го прашав како му изгледа еден лет. И тој рече, вика 90% од времето гледам филмови на таблет. Викам стварно. Да, вика, откако постои автопилот, мојата работа е да го полетам и да го слетам авионот. Мислам дека е слично и со вештачката интелигенција. Нема таа да го замени пилотот. Ќе му го направи летот полесен, посигурен, ама сепак некој мора да го полета и да го слета авион. Да му даде чувство и некаква И емоција. мислам дека тоа е тоа што сакаме да го споделиме. Како што било тешко да се пресмета множење на трицифрени броеви, па потоа станало тривијално, како што беше тешко да се консултираат енциклопедии па одеднаш се беше на интернет, така и вештачкава интелигенција ќе го направи животот полесен, поинтересен, ама не мислам дека ќе ни го земе тоа што е уникатно човечко. Сепак ние даваме една друга димензија. А ако би те прашал, ако би можеле да ја дефинираме една најважна човечка способност што ниту една машина не може да ја замени, која би била? Ова е многу тешко, ама ова е филозофско невронаучно прашање. Во основа Ми го потикна сега со моментот со автопилотот. Сите ние се прашуваме што е интелигенција, многу е тешко. Никој не знае што е интелигенција, никој не знае што е свест. Ама ја чувствуваме некако, нели, кога Има понираме нешто што длабоко не во може себе. да се каже, нели? И дефинитивно јас немам дилема дека Ави го нема тоа. Затоа што сепак гледаме дека тоа е машина, една многу софистицирана машина, и секако кога ќе ја дадеме некоја човечка форма, мислиме дека е како нас. Меѓутоа разликата е очигледна и мислам дека е тешко да се преточи во зборови. Именно. Сега јас гледајќи го всушност целата програма и се она што како сценарио го имате, ќе го поздравиме секако фронтменот на Нокаут, Никола Пере, кој што ми спомена дека работите заедно на музика и вистина искористена една негова можеби работна насловна тема, ако не се лажам, што бараш ти во мојата песна, човек и машина во дует. Каков символизам или филозофски набој можеби гледате во самиот збор дует? Ова е многу интересно. Значи дуетот не само што го гледаме, туку и ќе го чуеме наскоро, а Пере ми е другар од основна, седевме во иста клупа. Вистина. Да. И постојано нели се поздравуваме од време на време за убави и за лоши работи. Меѓутоа, кога му реков дека сакам да соработуваме, кај него првото беше дали јас можам нешто да придонесам? Пере, викам, ти си уметникот во ова. И веднаш му текна, вика, имаме песна. Што бараш ти во моја песна? Викам, тоа е за девојка.
Па не мора вика да е за девојка, може да биде и за вештачка интелигенција, така што правиме работилница за тоа што бара вештачката интелигенција во неговата песна. Имено видов дека имате и други нели говорници и во контекст на вештачката интелигенција нели во училишната средина сонуваме за час од иднината. Каков час можеби замислувате да им појасниме на сите? Дали тој ќе биде само можеби технолошки различен, нов апарат, дигитални алатки? Далеку од тоа. Значи, ние сакаме да покажеме како во иднината ќе соработуваме со овие јазични модели за да научиме повеќе. Овој час се развијам во соработка со професор Ана Стојанов, таа е професорка во Нов Зеланд и ќе биде на тема спиење, сон. Зошто спиеме? Меѓутоа, за разлика од учители кои што треба нели да ја раскажат лекцијата па ние да ја повториме, ние ќе имаме кратко видео, а потоа во соработка со ментори ќе разработуваме таа тема и ќе учиме повеќе на различни аспекти на сонот, за потоа сите ученици да го споделат тоа што го научиле на крајот од денот. Така што ќе има технологија, ќе има виртуелна реалност за да можеме полесно да се внесеме во тој концепт, меѓутоа идејата е сепак дека менторство е најважно. На детето му треба некој кој што ќе може да го води и да му ги прошири хоризонтите повеќе од тоа што таа лекција што ќе ја видат во виртуелна реалност ќе им го понуди. Јазичните модели се тип на ментор, а човекот секако е незаменлив за водач во целото тоа. Имено, забележав дека имате и млади говорници или кои што Тоа е уникатен концепт. Лани првпат го пробавме со петорица говорници. И успешно воведување. И помина неверојатно добро, многу убаво беше примено. Добивме најдобра конференција на годината од Best Event Awards Македонија. И рековме ќе го повториме и овој пат. Децата се наши финалисти на наградата за извонреден научен потенцијал Иван Ќостаров. Менторирани се од Илија Дуковски од Бостон Университи, Андреј Ристевски од Карнеги Мелон Универзитетот, Софија Мојсовска од Роскилде во Данска. И тие година дена го подготвуваат ова предавање од 10 минути, што мислам дека е интересно и за специјалисти и за поширока публика. Станува збор за возраст? Тие се 9 оделенци, тој сега се прва година средно. И ќе зборуваат за тоа како клетките на ракот се размножуваат, за тоа каде е физиката во вештачката интелигенција и за тоа што е антибиотска резистенција. Напредни теми. Многу сложни теми. Мислам, јас забележав наслови и си велам ова ќе биде добро искуство. Претпоставам дека и таа да ја нема таа можеби генерацијска бариера, веројатно и од тој аспект поврзувањето на децата ќе биде многу по-суптилно и убаво интимно со говорниците. За нив е тоа посебен момент, значи таму доаѓаат и деца и возрастни, а ние треба да го прилагодиме нивото за да биде во 10 минути кажана точна наука, а сепак да биде забавно. И предизвикот е тука и затоа ние се обидуваме да создаваме нови генерации на научни инфлуенсери. Имаме и награда колега Стиков, посветена на татко ми, кој што беше нели на времето инфлуенсер со спортот. И рековме сакаме сега да ги научиме децата како да комуницираат наука. Ова што го прават нашите стипендисти е навистина невидено, еве може да се видат и неколку снимки од минатата година. Меѓутоа сакаме и на социјалните медиуми секој да се почувствува дека може да комуницира наука на интересен начин. Имено. Ќе потсетиме 2 дена трае научна култура и ментална физкултура. Вие некако тоа гесло на кое што се поврзаме секој пат со кантарот, со она што го правите со сопругата Драгана. Таа и останува и понатаму, нели? Велиш во моментот е во еден хектичен распоред и значи, убав хаос. Драгана во моментов ги прави последните подготовки и откако ќе завршиме конференцијата, потоа ќе се префрлиме на создавање на центар наука за деца. И најбавото нешто што утрово ме пристигна од вас. Тоа се случува до крајот на годинава, доктор? Па да се надеваме дека декември ќе имаме отварање. Да. Значи желбата е да завршиме конференцијата и потоа да објавиме дека ова што се случуваше онака ад хок од време на време, сега ќе се случува редовно во еден многу убав простор на Илинденска, каде што ќе можеме да собереме деца, каде што ќе можеме да собереме научници и во еден опуштен амбиент да зборуваме за наука. Практично центар и хаб истовремено прибежище за сите оние гениални умови. Тоа е идејата, но не само за гениалните, оти гениалноста доаѓа во секакви форми. Ние сме отворени за сите деца, имаме различни програми кои што сакаат да промовираат талент, но исто така сакаат и оние кои што мислат дека не се за наука, да се почувствуваат дека има и за нив нешто фасцинантно. Ова што ми го споменувате во моментот ме потсетува на убава животна парола која што ја користела почитуваната Дајан Китон кога вели перфекционизмот е убава креативноста. Секој пат не гледате да бидете перфекционисти, туку да јадете од животот, да конзумирате. Точно тоа е. И ова некако овој центар некако ќе овозможи тоа. Во духот на ова што го правиме, ние 5 години гледаме да направиме нешто што е уникатно и различно.
ако чекавме да се создадат перфектни услови, ние никогаш немаше да ја започнеме наука за деца или фондација Кантаров. Работиме со тоа што го имаме како ресурси, со голема поддршка од заедницата, меѓутоа сме далеку од перфектни. Напротив, стануваме се подобри секој ден. Практично центарот штом се отвори ќе биде претпоставам дека и сојузник на училиштата, како ќе биде поврзан Тоа е центарот? желбата, значи ние многу би сакале да не посетуваат деца од училишта, исто така многу би сакале да се отвориме кон руралните средини. Скопје е лесно за настани, Така е, имаме толку така е. многу убави работи, нашите деца тука во главниот град навистина не им фали содржина. Меѓутоа имаме училишта кои што се мали, далеку од главниот град. Сакаме и нив да ги донесеме во овој центар затоа што мислам дека би било многу убаво да се почувствуваат дека се дел од нешто светско. Има предавања во тој центар? Идејата е да имаме работилници, како овие што ги правиме на конференцијата. На седмично ниво? На седмично, тоа е планот. И исто така, сакаме 2026 да ја направиме година на македонска наука. Колку Што значи, добро звучи. сакаме да се дознае за сите тие наши научници и во странство и тука кои што прават извонредни работи, а ние сепак не сме нели информирани за тоа. Така што ќе правиме гостувања на наши научници во овој центар да се запознаат со децата, да одржат предавање и мислам дека ќе се создаде една убава атмосфера на менторство, каде што овие луѓе ќе знаат дека каде што децата ќе знаат дека имаат кон кого да се обратат, за да им отвориме врата, за да ги поврземе и за да научат нешто ново и кул. Ми се допаѓа дека надградувањето, надополнувањето на конференцијата или неколку што ги најавивме минатите години, центарот ќе биде само еден субститут кој што ќе го добие тоа можеби како приказник ќе го продолжи. Одеднаш стануваме нели. Да не ја чекаме можеби само таа конференција, туку практично секој пат ќе може да го. Токму така. Оти конференцијата многу брзо се полни, работилниците се веќе полни. Мислам дека има уште неколку места во утринската сесија. И секогаш е проблемот и после тоа каде ќе ги видиме овие работилници. Сега знаете, ќе ги видите во НЗД центарот на Илинеска. Да не пропуштиме нешто што друго освен Никола Перецки и овие млади умови ќе бидат. Па имаме уште работи, значи Огнен Јаневски ќе ни биде водител, прв пат одиме со професионален водител. Имаме изложба за холандска наука, значи организиравме повик за постери посветени на холандски научници и имаме преку 70 постери. Изложба која што ќе биде отворена во петок, а во сабота ќе можат и сите учесници на конференцијата да ја посетат. Тоа е соработка со холандска амбасада и ќе оставиме уште неколку изненадувања за кои што луѓе ќе дознаат после отварањето. Колку Михаел ни е заинтересиран за науката генерално. Вака аспирации покажува доктор Никола? Михаел? Да. Да? Нешто ми спомена како да слушам дека многу сакаш авиатичарство. Дали е вистина? Не, за тоа не сум. Шо? Значи тоа е дел од роботика, нели? Сакаме роботи и јас всушност друго беше шалата беше дека ова е ави, а ова е нашиот авиатичар. Така. Значи погрешно малку сум сватил јас. Да, меѓутоа со Михаел имаме прекрасна соработка, тој ни е главниот авиатичар за сите овие каравани. Значи... И знам дека е фасциниран од роботи и од технологија. Прекрасно. И јас за сите игри прв пат ги играм, одма ги учам. Веднаш не ти треба подготвителна настава претходно, веднаш ги учиш. Одма. Може уште нешто да видиме, да научиме со далечинското како уште еднаш ќе не поздрави Ави. И да го испратиме, секој кој што не гледа на телевизија да го поканиме да не се приклучи на конференцијата. Прекрасно. Прекрасно. Па видите уште некој град да посетите, Никола? Би сакале караванов да прирасне во нешто регуларно. Со таа цел и правиме песни. Значи ние имаме и песна Деца за наука со вештачка Официјална интелигенција, така. И сакаме сето тоа да прирасне во еден постојан настан каде што посетуваме различни места. За сега беа само 4, нека помине конференцијата. Александар е многу возбуден да продолжи да соработува со нас. Фантастичен. Се надеваме дека ќе подготвиме нешто како научно шоу во блиска иднина. Мора да признам дека имате одлични протагонисти во целата приказна, затоа што нема никој кој што не сака да се закачи, што се вели, да се поврзе можеби со целата наука и вистина ова што го правите со сопругата е за поздрав. Фала ви. И најмногу ни значат поддржувачите. Нова се секогаш со нас, таму ја организираме конференцијата и дури и кога не бараме пари, имаме спонзори и поддржувачи кои што ни нудат за тоа што веруваат во тоа што го работиме. Мрежата расте и фала и да Телма што постојано не следи. Во секој поглед. Мора да признам и тоа што го спомена, некако ми носи едно баш мое лично и верувам за многуина прибежи дека 2026 ќе биде година на македонската наука. Наука, искрено со центарот и со се што Каравански го споминавте. Фала многу.
Михаел, се гледаме вечерва и се гледаме повторно во Телма, така? Ти се спие малку? Ајде, имаш денеска многу возбудлив ден. Поздрав до другарот Илин и се гледаме на оваа нова конференција. Договор.